Издание на ексклузив, повторно со уште еден ексклузивен гостин, слободно можем да кажам, со оглед на тоа што дека одамна го немаме видено токму на нашата фреквенција на Jingle TV, меѓутоа сега во еден ексклузивен амбиент токму овдека од срцето на Скопје во Холидеј и честа ми огромна што токму и ти си дел од плејадата на луѓе кои што јас милувам да кажам кога ќе дојдат овде го заслужуваат епитетот ексклузивитет. О, ти благодарам. Тоа е показател на твојата работа изминативе години која што ја направи тука, пред се со желба дека сакаш да живееш овдека, да створиш своја нели фамилија која што нели покрај нели твојот син и ќерка, меѓутоа и да ја прошеташ Македонија, да ја истражиш, меѓутоа и да ја вкусиш, ќе наречам пред се, затоа што твојата нели примерна професија како шеф и јас слободно можам да кажам не дека сме пријатели, ама си навистина шеф со 5 звездици, ако како што ги велат нели, пошто се сега во хотелски амбиент, велат 5 звездици се значи нешто што е best of the best, така да тоа 5 звезди што ги кажуваш, пред се да се поздравам за сите, здраво, добар ден на сите. Ние си почнавме веднаш разговор. Ти многу брзо, ти многу кажуваш, ама така тоа е си, тој си. Се познаваме на вистина одамна, можам да кажам 8 години. Па да, веќе од како дојде во Македонија некако. Дојде во Македонија, мило ми е што сум со тебе, што можеме пак да разговараме заедно, да разговараме на диферентни тема и све тоа. Многу сакам да разговарам со тебе, ти си искрен за многу ствари. И тоа ми се допаѓа. И можеме да разговараме отворено. Ја следам твојата работа уште од почетокот на твоето доаѓање овде во Македонија, меѓутоа најактуелно нешто на кое што ќе се врземе, може слободно да кажеме твојот животен проект. Јас на некои делови од твој интервју ја слушнав дека тоа е така, а се гледа и во јавноста дека тоа е така. И слободно можам да потврдам дека тој проект, еве јас како конзумент, гледач, е нешто што е квалитетно изработено. Ти кажав во првите почетоци кога почна дека ми се допаѓа нели и продукциски тоа како изгледа и е навистина нешто кое што одамна фалеше во македонскиот простор, затоа што ние тоа може да го видиме и ќе те споредам со проектиот 24 Kitchen. Знам дека секогаш сакаш подобро. Може да се кажи од ти нешто слично и комплетно различно. Кажи ми еве вака да почнем со прашање, колку си задоволен од проектот со оглед на тоа дека веќе јас мислам дека 1/3 или половина, не знам, ја прошета Македонија. Јас ја прошетав целата Македонија, имав прилика текот на годините што сум во Македонија, што живеам овде, да исчетам Македонија. Бев во неколку места што ги знам, сакав да се вратам и да видам навистина точно што има локално. Знаеш, кога се шеташ, кога си на одмор, другше е кога истражуваш. Тогаш одиш, бараш специфично јадење, специфични луѓе, нешто што е ексклузивно, што го нема на другите места и што го имаш точно на тој место. Имав прилика да одам на неколку градови каде прават пастрамалја во Македонија, сите прават пастрамалја, ама се посебни во секој градови. Велес има една, Свети Николе каде бев има друга, Штипската уште не бевне. Знаеш, пак ќе кажам, секој град си има посебно начин на готвење едно јадење. Тоа ми беше многу бев среќен да можам да го научам тоа. А сите луѓе мислеат јас секогаш ќе готвам, а не, јас сум готваш како кажа ти 5 звезди, заборави ги него, ти тоа за од хотел, ресторан се 3 звезди максимум. Така, а не сум до толку, ама иде. Океј. Јас ја истражувам и учам од сите шефови што ги сретнувам, нивните мали рецепти, мали тајни. Оти има пуно убави рецепти во Македонија што луѓето ги знаат, ама не знаат да ги готват. А јас ги откривам, ги гледам како се готват и гледачите можат и они да ги готват после. Така, го спомна зборот учење и тука ќе се надоврзам на тоа што ти имаше и своја школа. Не знам дали е се уште актуелно, меѓутоа на некој начин обучуваше, даваше своето знаење кое што го имаше, како што велиш учам од други, меѓутоа и ти
учеше други, имав прилика и мои познаници да ги учиш и кажи ми какво искуството со помлади од тебе, односно скоро па тинеџери да работиш со оглед на тоа дека може секогаш имаат некои свои идеи кои што сакаат да ги направат, ама треба да го слушнат патот на Марк. Патот на Марк е голема приказна. Ако треба да го направат исто како мене, имат време. Ќе се научат полека. Многу сум среќен што можам јас да го пренесам моето знаење, моите рецепти на млади, помлади и повозрасни луѓе. Навистина имав едно време, 2 години траеше тоа за пред короната. За жал короната малку го пречи тоа. Не можевме да продолжиме заради короната и све. Сега се надевам за кратко. Навистина имам многу работа и уште да правам пак школу. Идејата останува, проектот останува, може сигурно ќе биде, да, ама ќе треба уште малку време. Ама ќе се вратам пак, сакам да го пренесам моето знаење, уживам кога млади сакат да учат, да ги имат овие бази, од базата, да кажам, од готвењето, и со таа база, они може да прават после што сакат. Како јас учев од моите стари шефови и све тоа што учев базата од нив и после си правам јас што сакам. Тоа е поентата од свем, да они да може да додат напред. Така, првото интервју заедно со тебе го направивме во 2016 година. Меѓу првите твои идеи во Македонија беше една која што ја спомна да имаш можеби во иднина и свој ресторан. Меѓутоа тоа за жал е голема инвестиција пред се, но дали се уште ти постои таа желба, можеби во иднина кога ти веќе нема да бидеш шеф, ама веќе ќе бидеш шеф на оние други кои што ќе бидат шефови на твоја место. Дали се уште таа желба имаш со оглед дека еден дел од желбата исполни преку оваа телевизиска емисија Авантурите на Марк? Една желба е направена преку емисијата Авантурите на Марк, да, сакав да истражувам, сакав да го покажам тоа на сите, сакав да го споделам. И пак ќе кажам, не само за во Македонија, од идејата преку YouTube, преку социјалните мрежи, да биде тоа преведено по други јазици, тоа полека доаѓа и ќе биде по англиски, по француски, ќе може да го гледат во цел свет, да имат идеја, да може да го гледат и да сакат да дојдат во Македонија, да го видат точно што јас го истражувам, што јас го покажам. Второто за ресторанот, да се вратиме на това. Ресторанот ми беше, да, една идеја од почетокот, ма навистина текот на годините гледам оти ресторан, голема инвестиција, окей, тешко да се наоѓа персонал, све тоа, треба да се обуче персонал и све. Вториот проблем. Да, и еден од најважните. Најважните ете тоа. Сакам повеќе да го пренесам моето знаење на млади што ќе може понатаму ќе останат овде и ќе сакат да работат со мене. Одсвем да отворам ресторан сега и да почнам со нешто други идеи се во главата. Добро, може би некојаш ќе се случи да менаџираш ако ништо друго? Ми се случи да менаџирам, да направам отварање ресторани и све тоа. Да, тоа да. Ама за кратко време, додека се става на рамките и да почне. Ете така. Јас сум уверен дека со потписот на Марк Деонг се што е врзано со храната е квалитетно и ексклузивно, затоа што и сум имал можност да пробам она што го имаш работено, па и во телевизискиот проект кој што и се уште е актуелен, меѓутоа нели веќе не си дел од тој проект, би сакал да го спомнеме со оглед на тоа што јавноста секогаш ја интересира она необичниот разговор, ама она необичното, односно токму она кое што се случува зад кулисите. Зошто ја напушти Брза кујна? Зошто ја напушти Брза кујна? Брза кујна е еден проект, прекрасен проект, навистина. Почнавме, направивме нешто вау, растуривме во Македонија, единствен проект што кулинарски, како да кажам, кулинарски шоу. Со мотото, секој заслужува да биде добро облечен. Нашата цел е да овозможиме мода со прифатливи цени за секој маж со стил. Уникатни во сопственото македонско производство на машки фармерки. Веќе 30 години градиме успешна модна приказна. Капитол во срцето на Скопје, по градскиот трговски центар на првиот кат.
Holiday Inn, Skopje, Intercontinental Hotels Group. Готвевне со Никола, правевне све и свашта, 6-7 јадења и све тоа за 20 минути, за кратко време, со неколку намирници и све тоа. За жал, текот на годините полека луѓето се менјаваат. Јас да ти кажам право, како кажеш ти се познаваме, не сум човек што се сменив и сум останав. Други луѓе малку ја фаќаат, не знам како да кажам, има терминологија по француски, не знам дали оди по Македонија, главата му се дуе, егото. Да, егото, да не збориме за тоа. Тоа е горлива тема во Македонија. Тоа е нешто што во Македонија е јако, егото. Тоа е тоа. И после да кажам 7 години, 1400 емисии, успешни емисии, сите луѓето не гледаа, имавне гледаност и сигурно гледаността продолжува, ми беше доста. И на крај навистина имаше и монотонија, не беше толку амбиент, немаше више толку љубов, но толку и окей, повеќе беше да завршам и да одам на нешто ново, што го сакав да го направам пред желбата. Да, пред неколку години. Ми се возможи тоа да го направам и ајде тераме за нови идеи, нови проекти, нови победи. Да, еве и пред самиот крај авантурите на Марк се продолжуваат, активно на телевизија Телма. И би сакал еве да те прашам какви се идеите со оглед дека ти Македонија ја сакаш пред заради твојот. Јас сум македонец, Ти си македонец и твојата баба по која што и ти си мајка ми, дошол. тетка ми, вујко ми, да. Дали има желба по примерот на останати емисии да во иднина можеби, иако и тоа можеби финансиски делува, да авантурите на Марк со оглед на тоа што кажеш дека ќе се шири и на други јазици со цел да се промовира Македонија, меѓутоа во некои наредни сезони да излезеш и вон границите на Македонија со оглед на тоа дека да не збориме какво изобилство на храна има во целиот свет. Светот да го патуваш, тоа е желба мислам на сите. Мене ми е авантурите на Марк, пак ќе кажам, не ме држи само во Македонија. Не се ограничени. Да, не се ограничени само во Македонија. Марк може да оди секаде. Авантурите на Марк може да бидат на еден кров, да биде во еден подрум. Авантурите на Марк немат точно дефиниција. Така. Тоа е тоа и навистина желбата е зошто да се почне обавезно Македонија, да истражуваме Македонија, да ги видиме најубавите места и све што и рецептите што се во Македонија, ама полека да кружиме околу Македонија. Навистина има Албанија, има Косово, има Србија, има Бугарија, има Грција и полека, знаеш, како кажуваш, светот е тука. Отворен е, голем е светот. Абсолютно, сега и можностите се огромни. И пред самиот крај јас те благодарам за одвоеното време кое што дојде, односно со големо задоволство. Заедно со нас. Еве пред самиот крај, предпоследното интервју во рамки на емисијата Менстрално, зборевме за нешто што помине и за среќа се надам веќе нема да се случува, ама зборевме за една позитивна работа за ковид рецепт. Добро. Односно, рецепт во ковид времето, со оглед на тоа што ти си правеше твои лајв вклучувања, ти си многу активен на социјалните мрежи. Можам да кажам и инфлуенсерството веќе ти оди на добра, како да кажам, страна. Дали ти остави некој, да кажам, рецепт од тоа време, кога беше затворен дома, кога што реално ако другите немавме што да правиме, ти точно знаеше храната како да ја изнимаш, нели, преку сториња, меѓутоа дали ќе ја памтиш по некој интересен рецепт, дали нешто направи сам создаде? Ќе ти кажам искрено, уживав прво во сите рецепти што ги правивме дома. Мојот камераман беше сопругата. Василка, ме снимаше. Да ја поздравиме, тука е. И наискрено, сите рецепти, да памтам една рецепта, не, ама знамо ти памтамо ти ми се кача килажата и зедов 10 кила во меѓу време на короната и тоа беше. Навистина бев многу активен, уште сум активен, многу сакам да готвам, многу сакам да покажувам новитети со неколку состојки посебни, многу сакам, тоа е дел од мене. Сум таков човек, сум човек што не сака да крие, што сака да споделува и позитивен. Мислам ти и тоа го знаеш и гледачите го знаат. Тоа е тоа. Таков човек сум и мислам и се надевам оти тоа ќе трае уште многу години. Оти така сум и сакам да останам. Сигурно и затоа и го заслужуваш, како што кажавме пред од ексклузивитет, затоа што токму оние личности кои се тука се пред се успешни во она што го работат, тоа се трудиме. И се надевам дека се гледаме па во едино и со некој нов проект после овој телевизиски. Да го правиме овој проект прво како треба да биде убава гледаност го имаме. До сега го имаме најубава гледаност, да кажеме на Телма. И сакам полека и тоа да се шири. Ќе видиме тоа понатаму.
со големо задоволство, ако има нови проекти, Тука сме. ќе се видиме уште. Ти благодарам Да. многу уште еднаш на одвоеното време. Avec plaisir. Со големо задоволство, Марко.